Се надевам дека интернетот ќе биде добар. Драги мои, добар ден, добро вечер, поточно, кој како кога ќе огледа ова видео. Идеме лайв, идеме во живо, па сакам да ја поздравам и да ви посакам добре дојде на овој мој лайв. Ти може да се спуштиш малце надоле. Има мала... Мачето ми се пушти во игра. Ајде беген. Ке имаме денеска многу интересни двајца гости. Мои би рекол пријатели, соработници. Првиот ќе биде, како што ви го најавив, Благојчо. Благојчо од Битола. Ќе ми биде гостин, го препознавате сите, тој е претпознатлив лик. Да видам дали се воре со тонот и со сликата. Да, Благојчо Ѓорѓиев. Иначе да видиме, мислам дека е во ред со сликата. Што ви го најавив? Благојчо. Да. Добро иде. Имаме еден разговор, една болна тема за несреќата што ни се случи во Македонија, во Кочани. Благојчо не можеше да се најде подобар соговорник на таа тема од Благојчо. Он е истручен во таа област, своевремено работел обезбедување на дискотеката, како што ја нарекува дискотеката на смртта. И има многу тоа што да ни каже он околу оваа тема. Не сакам да губам време, сакам одма да го пронедам да му се јавам. Се гледаме? Се слушаме? Камерата ми е црна од кај тебе, тоа е права, ништо не гледам. Не ме гледаш ти? Не. Да, мислам дека е тоа нормално, зашто ја не те гледам, ама еве кога го гледам лаптопот, те гледам тука се во ред. Би сака да ми пишат коментар некои луѓе што гледаат, да видиме дали не гледаат двајцата, дали е добар тонот и сликата. Мислам дека е се во ред, ама нека ни пишат. Во меѓувреме не гледаат, само што почнавме, доста луѓе. Поздрав. Ние ве гледаме, еве пишува Маријанчо, ние ве гледаме, Џоче вика да. Како си, пријатели? Добро, фала му на Бога. Така. Јас те најавив тебе како шеф на обезбедувањето и како голем. Само што те споделив на Facebook дека ќе ми бидеш гостин, одма има стигна коментари, може би виде. Пишува дека ти си најдобриот сограѓанин во Битола. Да, се фала им на луѓето за почит. Имам колку можам да видам подобар од утре. Да, христијански е тоа така. Благојчо, би започнал, пријателе, со тоа што се случи во Кочани. Нормално тоа ни е главната тема. Ти беше во таа дискотека, си бил обезбедување. Не на тој ден, него во минатото си бил обезбедување. Шеф на обезбедувањето. Само кај не знам, фонија многу ствара, не знам како се случа кај мене ствара премногу фонија. Ајде нека пише некој да видиме дали тонот е добар кај нас двајцата. Јас бев обезбедување таму од почетокот од отварањето на дискотеката. Од почетокот? Да, од отварањето, од 2012 година е отварањето таму на дискотеката. И како да ви кажам, Ти си од Кочани, дискотеката била во Кочани, нормално ти си претпознатлив лик таму. И
како се случи, ти го познаваш тоа место, имало ли несреќи порано таму? Немало. Внатре стрикно немало несреќи. Инциденти имало, али такви несреќи немало. Ова е несреќа од невидени размери. Значи да не се повтори никогаш повеќе. Али да правим стандарди, да видим како што треба, мислам дека не би дошло до... Не мислам, туку уверен сум дека не би дошло до толку големи загуби. Прекинувам, малку само намали го тонот, да видиме сега дали ќе биде во вред, малку ако го намалиш тонот. Намален е тонот ќе сега. Сега ќе ни пишат, се надевам дека ќе биде добро. Нормално, кога идеме во живо, малку не се слуша, ке Благојче, убаво гласот, не е чист гласот. Добро, луѓе, се надевам дека горе-доле ќе не разберете, сепак идеме во живо. И, еве, ние правиме напори, сликата е добра, тонот толку што можеме. Пишува дека добро. Благојче среди ти крчи кај тебе. Боже, тонот не е добар. Боже, тонот не е добар. Сега дали е добар? Сега дали е добар тонот? Ја мислам дека подобро. Да. Значи ми спомна дека имало некои незгоди, но не несреќи од такви размери. Имало. Какви биле тие? Па во дискотека се знае како може да има инциденти, може да има, штом се расправаш со... Мислам, не се расправаш, туку штом се служи алкохол на места каде после 12 часот, сигурно не би дошол некој книга да чита, туку секој доаѓа да пие алкохол, секој доаѓа да се забавува и нормално е да се очекуваат инциденти. Само секој пат инцидентите биле решавани на мирен начин, барем додека сум бил јас. Секој пат сум гледал да не дојде до тепачки, да не дојде до глупости. Така сум функционирал. Газдата, како што кажав јас и кај мене, газдата е премногу голем паролюбец човек. И така. Тој човек, како да јас сум со него секојдневно додека му бев и му ја бркав работата како шеф на обезбедување, нон-стоп бев во кавга со него. Син му тогаш беше малолетен и син му ги доведуваше неговите другарчиња, исто така малолетни. Јас сум се карал со него, сум му викал дека ти ми одземат и мене лиценцата, да не прави такви глупости, да не ми го доведува син му, да не доаѓаат другарчиња. Имало разбирање во тој поглед. Никој пат немало разбирање, секој пат завршувал со моабетот, јас сум газда, јас ќе кажам како треба, немај гајде, заштитено е, се ми е подмачкано. Дури имало ситуации кога јас ќе пријавам за малолетници, јас сум се јавувал лично во полициска станица да пријавам дека внатре има малолетници. После ден-два ќе ме види инспектор и ќе ми каже на мене, абе нели ти е срам да пријавуваш, од таму леп јадеш. Фактички тој ги најверојатно си имаше преку кои канали си ги потплаќа луѓето. Секој пат кога доаѓаше да се прави рација внатре за малолетници, тој така на него претходно му се јавува и искачаше на мене и ми викаше ај вечерва нека не пуштаат малолетници до 1 саатот, ќе дојде рација. И да, навистина доаѓаше полиција. Пред полицијата изгледаше се дека е нормално, пошто малолетници не беа пуштани. И после 1 часот имаш инвазија на малолетници. Полицијата се прави како да не е од тука, како да не знае. И сега погледнете вие, во овие тешки моменти, луѓето од обезбедувањето ги затворија. И таа што продава карти. Не, тој брат му е што продава карти. Тој му е брат што продава карти. А дечките од обезбедувањето, значи, спасиле животи, плюс тоа, како обезбедување, тој нема ни право да му побара лична карта на никого, надвор од дискотеката, пред да влезе му се бара лична карта нормално. Да.
друга работа и да му побара, ето и да има право да му побара лична карта, кога газдата ги пушта малолетниците, кога газдата е договорено се со полицијата, зошто обезбедувањето, како според мене, се најневин во оваа ситуација, обезбедувањето го јадат најдебелиот крај, наместо да ги однесат тие луѓе да ги проверат по болница, колку се и психички се повредени. По таа ситуација не е, верувајте, не е лесно, додека гори внатре објектот, имаше снимка како обезбедувањето пробува да ја скрши задната врата да можат да излегуваат луѓе. Обезбедувањето како вадело луѓе надвор. И сега тие луѓе, наместо да и се помогне и со психолог да разговараат, да се провери нивната здравствена состојба, какви се белите дробови, пошто сепак тие вдишале голема количина на тој чад внатре. Да. Луѓе за жал завршија во притвор. Прават митови од други работи. Не сакам да зборам, поради тоа што ќе бидам многу осуден од јавноста за детето од Виница што спасило луѓе. Значи, Види, комотно, јас и ти правевме муавет уште пред неколку дена, знам дека си бил во повеќе подкасти, емисии и така натака, од кој еден од нив е ми пријател и нема врска се, не сакам ни да спомнам кој. Муаветот ми е тука, комотно можеш да кажеш што без да се плашиш дека ќе бидеш осудуван, заради тоа што јас стојам позади тебе, тука, зборам во овој лайв. Не, јас не се плашам без да бидам, не ме сватиш дека се плашам да не сакам од јавноста да бидам осудуван, поради тоа што гледам дека ништо нема да биде, Благојчо, ништо нема да биде сечено, лепено, монтирано, се што ќе кажеш, ни плюс, ни повеќе, ни помазе, се ќе биде пуштено. Не, па ова си оди во живо, тоа јасно ми е на мене дека не може да се сечи и да се монтира. Од после, може од после, ама ниту... Од после може, да, од после може, тоа ве сваќам дека од после може. Да. Видете сега, тие најзаслужните за спасување на човечките животи внатре, ги ставија во притвор, а цела смена на полиција што била таа вечер, началничката актуелна што е, сменоводители, инспектори, ниту еден не е ни повикан на распит. Се прави мит од, еве, детето спасило, јас не викам дека дете од Виница дека не спасувало, пробало, спасило живот и детето, али како што го представуваат тоа, па како филмови што раскажуваат во јавноста, детето на грб носело до болницата луѓе, дете од 17 години, спасило 21 друго дете, па до болницата ги носело на грб, па со него се сликаат и премиер и тука се прави галама поголема да добие тој на популација на херојство, додека правите херои ќе ги затвориме у затвор. Прво до болницата, од дискотеката до болницата има некаде над 2 километри. Значи, не дете, туку здрав маж, физички доста способен за 2 километри да трка со друг човек на него. Тој Супермен да е, па 21 лице да спаси така. Премногу се напумпуваат работите, а вистините се кријат. Зошто е тоа така? Што мислиш? Тоа е да се дефокусира јавноста од вистинските проблеми, поради тоа што ние сме навикнати секој пат кај нас да има дефокус на јавноста. Ако се случува нешто што треба да се прикрие, обавезно они си наоѓаат или некоја лажни теми се пуштаат. Имаше, додека беше мислам за бомбите дојавите во училиштето што беа. Така. Па измислува гнасни сценарија како татко си силувал ќерка, вакво што нема такви вести никаде во билтенот, во ниедна полициска станица не пишуваше, ама порталите ги пишуваа. Тоа е класичен дефокус на јавноста, да не мислиш на едно, да мислиш на друго.
Сега исто ова е за мене дефокус. Сега ќе направиме од еден човек херој, мит, ќе го правиме Супермен, а додека другите четворица, пет луѓе што вистински помагале, што влегле во огнот, што кршеле врати внатре, што пробале да ги извадат другите луѓе, тие ќе ги ставиме во притвор. И тука е, за жал, дефокусот. Двајцата градоначалници претходни, Николчо Илиев и Радко Димитровски, прво ги прогласија ефективен притвор од 30 дена, па потоа сега се на домашен притвор. Сега се на домашен, ама јасно ви отворете ги нивните сметки, ќе видите, значи нивните сметки, ние бројките не знаеме да ги прочитаме колку пари имаат, така и нас во Македонија на тој принцип за жал функционира. И тоа си е проблем. Читам цело време додека зборуваш, читам многу коментари, не можам да ги запазам сите, но сите ќе бидат прочитани, тие што треба. Нормално се не можам некои пцовки или некои па глупости, за сега е како што треба. Но има еден коментар што ми западна во око, вели не менјај тема, Благојче, кој е крив за цела ситуација, одговори. Само пред ти да одговориш што мислиш на ова прашање, јас би додал, ја не гледам дека он нешто менја тема, апсолутно јас, значи, тек разговорот допрва почна, така да јас само што почнавме, он прави една 2 рока анализа за себе ова, понатака има многу прашања и подпрашања, така да не знам каде се презете и што е мовето со ова прашање. Еве, ти ако имаш да додадеш нова слободно кажи. Така е, не менувам тема никако, само пробувам подлабоко да ја гледам ситуацијата, инаку да одговорам кој е крив. Крив е целиот систем, коруптивниот систем во изминатите 30 години што го живееме. Ова не од вчера. Дискотеката работи од 2012 година. Од 2012 година таа дискотека менувала повеќе фирми. Повеќе фирми менувала. Каде бил тука, значи дискотеката ги менува фирмите, а објектот исти, газдата исти продолжува да работи. Сега се прават мутави инспекторите или пробуваат нас мутави да не прават? Они не знаат како, на кој начин и зошто се менувале фирмите. Ние треба тоа да го знаеме. Инспекција не му влегла да види дали има хидрант. Не му влегла за ПП апарати, противпожарни апарати да види дали има. Не му дошла инспекција да види дали има доволен број на паркинг места. Дали не се правила рација внатре, дали има малолетници, и ако се правила рација била со дојава претходно, и сега кој е крив? Обезбедувањето е крив. Не ги сваќам луѓето како можат така да размислуваат. Значи, најлесно е да обвиниме некој. А јас не сум ниту судија да обвинувам некого, ниту обвинител. Само констатирам дека системот е кај нас трул во државата. Не е само за овој случај. Изминатите случаи. Имаш тетовска, да почнам од многу одамна. Во Стајковци пукна браната, однеси и таму, не знам колку човечки жртви, 7-8 мислам дека беа, никој не одговараше. Во тетовската болница се запали болницата, изгореа 14-15, не знам, над 14 мислам живи луѓе. И беше кабелот. Кабелот е така, кабелот го обвинија. Беса Транс, Дурмотурс, значи таму дадоа затвор на шоферот, колку што знам, само не знам дали беше во Беса Транс или во Дурмотурс, додека едниот шофер од нив почина и беше крив. Да, автоматски тој, како кај нас сега во дискотеката што пробуваат од ДНК Андреј да го набедат дека тој ги донел прскалиците, како може да донесе тој прскалиците, ова пиротехниката, кога тоа газдата нон-стоп го носи, и ето и да ги донел тој. Ако газдата е тој што дозволува дали ќе се запалат тие внатре. Не е Андреј тој што дозволува, Бог да му душа прости. Ама најлесно е кај нас да се фрли вината на мртвиот човек.
и со мртов човек, знаеш, не може да ти врати, што и да кажеш ти си во право. Кај нас се користат такви зли, тоа се зли судбини, за да ги окриват луѓето. Имавме случаи во Заев, како ветуваше, пред да дојде на власт, викаше дека за случајот Монструм, за течињата кај Смилковско езеро, не се тие виновниците. Па си дојде... Па да, па од која зема власта, пак испаднаа дека се тие. Так. Дали гледаш нешто искрено во се ова што се прави во моментов? На некој начин власта се обидува да воведе ред, ако е возможно во оваа држава. Дали мислиш дека тоа го прави или некој купува поени или не знам? Па не знам како, ето, јас гледам дека се апсени луѓе, ама тие што се апсени луѓе, според мене се најнекривите во случајот што се апсени. Како може, еве пак ќе повторам, како може сите началници, сите сменоводители, сите полицајци кои се еве во текот на изминатата година ќе ги ставам, никој од нив не е крив. Значи криви се некои од пред 10 години, од пред 8 години што биле. Како може тие да бидат криви, а да не биде крив тој што е вечерта на смена? Или претходниот ден што бил на смена, или претходната недела. Тие не знаеле што се случува, не знаеле дека на дискотеката нема лиценца, не знаеле дека малолетници се пуштаат внатре. Тие од каде работеа? Во Брашнара работеа, од Марс дојдоа, сега ги ставија на денот на дискотеката. Како ја? Не ја сваќам ситуацијата. Како се бориме ние против криминалот и корупцијата со криминал и корупција? Има некои прашања, вика дали си се уште добар со Максим Димитриевски? Немам лошо ништо со него. Не знам зошто не би бил добар сега. Не знам во кој контекст му е прашањето, али немам лошо со Максим ништо. Ја додуша немам со никој ништо лошо. Те разбирам. Благојчо, кажи ми малку, сакам да поразговарам околу пиротехниката. Ти таму си бил, претпоставувам, не си бил кратко време и си имал настани вечери. Обично, кој ја носи пиротехниката? Газдата си ја носи пиротехниката. Газдата си, никој до сега, ама не само таму, значи ја не сум бил само таму, сум бил низ цела Македонија низ дискотеки обезбедување, па никогаш не се случило некои од гостите да си донесат пиротехника. Такво нешто немало. Еве газдата таму во дискотеката Пулс конкретно ќе ви кажам, значи имало и забава со жонглери, со огнови внатре, со жонглирале со оган и тогаш можело да се запали. Кој ги викна тие жонглерите со оган да во затворен простор внатре да пробуваат да жонглираат? Јас сигурно не сум ги викнал, газдата ги викнал, така? Така е. И тие, не дај Боже, тогаш да се запалило, тогаш пак кој ќе биле криви, тие што го вртат огнот. Не е крив тој што ги викнал, туку крив е тој што го прави тоа. Па тој го прави тоа за парче леп, тоа му е работа, тој работи така. Јас така го сваќам. Тоа сакав да ти се надополнам сега. Јас не жонглирам со оган, ама правам некој шоу, некоја едукација со птици, грабливки, со папагали и така натака. Луѓето ме препознаат по тоа и ме викаат. Така да не гледам дека нешто е виновен тој што е повикан, што викаш ти за парче леп или нешто слично. Значи, дали настаните се пријавувани во полиција кога има, например, такви некои екзибиции, како да? Мислам дека не се пријавувани никогаш, па и концертот вечерта не беше пријавен, никаде не беше пријавен. На Facebook страницата на Пулс што си имат најави и ДНК што си најавува,
Онака никаде не фигурира, не е евидентиран никаде. Дали го пријадил газдата, дали некој него заведел, тоа не ми е јасно. Дали ја гледаш можеби винат и кај градоначалникот? Види како градоначалник, како татко на градот, тој не може да дозволи, да си дозволи, да јас викам не знам, како може да не знаеш ти во Кочани не е град као Њујорк за да не знаеш ти што ти се случува во градот. Во Кочани малте не еден со друг сме родни ни сите и ти не си знаел ништо. Како може да не си знаел ништо? Ама кај нас е најлесно така, не знам, не се сеќавам и ние си патиме од тоа, пошто големците не знаат ништо и не се сеќаваат ништо. Јас тука би додал дека и не само еден градоначалник тука треба да се земи и минатото, како што впрочем и беше овој случај, тројца градоначалници беа повикани, сега се пуштени, но тројца беа повикани, од кои двајца се уште во куќен притвор. На едниот градоначалник куќата му е на 90 метри од објектот. Значи позади објектот му е на 90 метри. 2012 година градоначалникот имаше само поплака за гласна музика и кога ќе му беше гласна музиката, тогаш доаѓаше полиција, викаше намалете ја музиката на градоначалникот му смета. Еве, тоа е. Господи. Ова јас со сигурност го тврдам и одговорно го тврдам дека е така. Пошто јас сум бил присутен внатре. И полицијата доаѓала стрикно да ја намали музиката. Никој пат не проверила дали малолетници има внатре, што се прави, ништо. Само градоначалникот кажа музиката да се намали. Тоа е. Сега велат дека таа кобна вечер полицијата нели дошла 5-7 минути пред да се случи тоа, мислам заминала пред да се случи тоа. Мене ми е малку чудно, нели, полицајци имало и над. Некој вела дека тие полицајци ништо не помагале. Па има и видеа како на тие полицајци фактички бегаат со народот заедно. Друга работа е таму што викаат дека дошле полицијата рација да прави. Тоа сакам да те запаштам. А рација знаете ли како се прави? Рација се прави кога ќе влезе внатре во објектот. Значи јас сум бил присутен на многу раци. Се заклучува. Се затвараат вратите, не мора да се заклучува, се затвараат вратите или двајца полицајци обично го обезбедуваат влезот. Застануваат, го обезбедуваат влезот. Други одат, ги палат светлата, ја гаснат музиката и прават рација. Како ти можеш да правиш рација, ние светлото изгаснено, ние музиката изгасена, ниту е влезот обезбеден од полиција, не знам каква рација е тоа. Не знам, таква рација некој супермен ако може да ја прави. Како во таа темница ти ќе му побараш на некого лична карта? Не знам, не сваќам. Не, може јас сум глуп, нека ми објасни некој ако е попаметен, нека ми каже како се прави. Тоа повеќе делува на некоја тајна акција него на рација. Па и тајна акција, каква е таа тајна акција, кога веќе ако е тајна акција ќе ги пуштиш во цивилка да влезат. Да. Каква е таа тајна акција со униформи? И тоа не држи вода, мало. Не, кај нив тоа они го најавија како рација дека било, да тоа и го што го кажа ти. Некако моето ми беше дека ти спомна дека не личи тоа на рација. Јас велам, ако музиката не се изгаси и ако си е секако што треба да кажам, тогаш повеќе личи на тоа, но доколку се полицајците во цивил. Нормално. Може да се во цивил, сите се во униформа. И на видеото што ги има во униформа се полицајците. Така. Ти вериш дека полицијата била однапред информирана секој пат кога ќе дојде во тој локал? Газдата беше информиран. Сега дали полицијата го информирала, дали некој друг, ама знаеше дека полиција ќе му дојде унапред. Тоа значи дека некој од внатре од полиција, сигурно некој од Тинекс маркетот не му се јавил да му каже дека полиција ќе му дојде. Сега се веќе променети, ако не се лажам, и началници и се отам.
Па не се сите. Не се сите. И не се сите повикани на распит. Не, например, вие што се назначени од новата власт, ниту еден не е повикан на распит. А тие не се назначени од вчера или од 2 дена пред да се случи несреќата, назначени се уназад 6 месеци минимум. Ја не знам како тие не успеале ништо да знаат, не биле од тука, не се прикладат на ништо. Јас сега, бидејќи сакам да ги спочитуваме малку и гледачиве, има стварно многу коментари и поддршка за нас. Двајцата, но нормално има и секакви коментари. Само малце да прочитам некое прашање. Вика, другар, тој што ќе ја користи е должен да пријави во полиција, да чека одобрение за истата, толку е законот. Веројатно мисли на пиротехниката. Веројатно мисли на пиротехниката, да. И посебно лице за пиротехнички средства има, значи треба да има сертификат за ќе кажам управување со пиротехнички средства, не. Така е, тоа се полага во МВР. Да, во МВР се полага. Така. Кај нас, види, таму нема ни еден закон спазен, па сега барате за лице за пиротехника. Се е фалс, значи дискотеката, фирмата е затворена, лиценцата е фалс. Газдата на фирмата не се води како невработен. Има кафич, има дискотека, има карго негово и тој се води како невработен. Тоа само во Македонија може. Тоа на друго место мислам дека на земјаната планета не го може. Може социјално зема тој. Па треба да се провери. Како што е паралюбец, ништо чудно и социјално да зима. Господи Боже, Господи. Не е важно кој донел пиротехника, газдата е должен да направи терен за истата. Организира напред домаќинот, не гостината. Држи вода, така е. Да, така е, па така е, во право е човек. Кој да пишува во право е. Напротив, во Њу Јорк се знае градоначалникот. Градоначалникот, овде е дива лига, ама се знаеш, зна. Него многу сватив, само првиот дел го сватив во Њу Јорк дека се знае градоначалникот, па ја не би рекол дека се знае градоначалникот, но дека има ред, веројатно има ред. Кога има ред, не е ни потребно градоначалникот се да знае. Во толков град мислам дека не е возможно се да знаеш. Ама дека има ред валја. Ама не е потребно се да знаеш, ама затоа си градоначалник и затоа имаш луѓе секаде поставени твои, значи инспекција, трудова инспекција, државен инспекторат, градежен инспекторат тука кој му дал пренамена на објектот, полиција, значи на градоначалникот, ако не е близок со тие структури, па зошто е градоначалник тогаш? Восочна фигура ли е таму тој? Така е. Така е. Вика вака, затоа ставил сунџери без да ги заштити. Ти тоа можеш најдобро да цело време му се. Што се ставаше? Сунџерите од почетокот на дискотеката се ставени, значи како тоа беше претходно таму магазин за теписони, па после тоа за ташни магазин и млекара, мислам дека последно беше пред да биде дискотека пренамената. Млекара. Кој дал пренамена? Дали исполнува условите за пренамена? Тука има еден куп фактори што треба да се испитаат, еден куп луѓе што треба да се испитаат. Ама за жал, кај нас гледате како функционира. Даваш 5000 евра и немаш гајле. Дури имаше и за на работа што не одат, како викаше таа, јас си одам на слободно на работа. Мене никој не ме тера да одам. Јас ако сакам си одам на работа, ако не сакам ќе си седам дома. Тоа е Македонија. Тоа ние си го направивме сами, да не се лажеме. Ние 30 години си гласаме едни истите, тие премногу добро се вака договорени се, испреплетени се во нивните криминални игри. И за жал пат е само народот.
Отворете на Google, напишете само дадени условни казни. Ивона Талевска условни казни. До сега еден куп условни казни има во државата, ама за луѓе што креирале јавно мислење и за луѓе што многу украле. А како тој увеле што украде 100 кебапи, пошто беше гладен и му беше гладна фамилијата, на тој му дадува 3 години затвор. Тренираат ред. Тренираат ред за жал на сиромаштијата и на патемиот народ, на народот што го крадат. До сега не се нашол некој јунак да изастане на патот на сите. Јас, лично од мене си појдувам. Председателот на државата. Јас да сум сега председател на државата. Затоа не сум. Ама да сум. Бате, секи исполнам. Државен удар, значи ќе активирам армијата, сите у затвор до еден ќе одите. Сите до еден. Ќе донесам закон за потекло на имот. Дајде, пријателе, да видам како да може ти, началник или на некоја одделение во полиција, или судија, се знае колку е платата, 40-50 илјади денари. И ти со 50 илјади денари плата си направил возен парк од 300 илјади евра, си направил хациенда куќа од 1 до 2 милиона евра, си купил викендички, си купил станови. Како бе толку успешен ти испадна со плата од 50 илјади денари? Како бе толку успешен ако нема криминал позади тебе? Ако ова се не е стекнато на криминален начин? Закон за потекло на имот, те апсам, ќе си окапиш у затвор, другото ќе ти го запреми државата, дали ќе направам, ќе го поделам со народот тоа, дали објектите што ќе ги запремам, ќе ги направам студентски домови, има чаре на се, само ако се сака. Ако не се сака, ќе се тоне само у криминал и тоа е. Ти, сакам да те запрашам, имаш многу пријатели, нормално ти си од Кочани, имаш многу пријатели од таму, познаваш и доста луѓе што им се случило ова несреќа за жал. Дали може обезбедувањето сегашно го познаваш, дали ти кажал нешто прва рака? Ја таму знам дечките, се знам со сите дечки. Таму Сите знаеме. Не може да ми кажат ништо од прва рака, поради тоа што одма ги затворија дечките. После пожарот ги затворија, не можеш едноставно да имаш контакт, ги ставија у притвор дечките. Зошто не ги пуштат дечките барем една изјава да дадат сите на медиумите, да кажат што кажале во текот на истражната постапка. Ути најлесно е ти да ги затвориш нив, да ги изолираш од јавноста и суди ги. И може да ги судиш 300 години. Не дај Боже нешто да ги се случи на тие дечки, само ќе го разгорат пламенот уште толку. Само ја толку имам да кажам. Мислиш дека можеби ги затворија зашто нешто знаат нешто? Па сигурно знаат, како може да не знаат, тие работат уназад таму со 5-6 години, може и повеќе. Како може да не знаат? Велат дека кога полицијата дошла, сите малолетници, мислам, гротото го успеале да се сокријат во вецињата и затоа изгубиле драгоцено време. Не знам дали... Јас сум слушнал таков муабет, да. Дали можеби, мене ме интересира додека ти беше обезбедување таму, ти се велеше да пуштиш малолетници и повеќе карти и така натаму. Да. Тоа бил константно ви кажувам, тоа уште на почетокот ви го кажам. Тоа е секоја вечер сум имал четврток, петок, сабота, недела работеше дискотеката на почетокот, секоја вечер сум имал кавга со газдата. Почнувајќи од син му, Михајло, немој, не ми ги носи твоите другарчиња, сите имате по 17 години. Немој. Ама газдата, ајде сега, син ми, со девојчиња, какви бе девојчиња, син ти бе 17 години у дискотеката да доаѓа. Јас сум му викала, бе, лиценцата за работа ќе ми ја земат. Немај гајле, јас стојам тука, јас сум тука. И така било, на него му дојавувале секој пат. А ти да се пожалиш, не идуваш од другата страна на системот што треба да те заштити тебе, тој систем ти вика на тебе, ти си будала пошто ги пријавуваш. И ти гледаш дека ако не си ти таму,
таму некој друг ќе е. Тоа е проблем. Дали е вистина, Александар праша, дали е вистина во Мабетот дека газдата видео дека нема да се продадат карти, јавил се на началнико, па пушти рација низ кафичот. Тоа не е кафич, тоа е кабаре, дискотека. И да се каже дека у диското ќе нема рација и дека малолетниците можат да одат у диското. Не го сватив, не знам тие кога го свати, кажи. Не го сватив и јас, не знам. Дали е вистина во моментот дека газдата видел дека нема да се продадат карти, јавил се на началникот, па после тација низ кафичите, не знам, са сварно извини, ако сакаш напиши повторно, зашто не те разбирам, не ми е јасно, не можам да го прочитам. Слушате го интервјуто на Телма со Стојанче Ангелов, вели дека имало полиција, дури и министерот бил таму, ноќта. А околу полицијата ме буни што барал полицаец од Крива Паланка вечерта таму, тој што почина. Па добро бе луѓе, па сега за министерот не знам, ова прв слушам, ама за полицаец што барал таму, полицаец додека е на работно време. После може дојде каде сака. Барем според мене. Полицаецот е од Пробиштип, не е од Крива Паланка, грешна му информацијата, од Пробиштип е полицаец. Ама он не бил на работа, ако не се лажам. Или? Едниот бил на работа, едниот не бил. Сега, кој бил на работа? Мислам дека тој што е загинат бил на работа. Тој бил на работа, тој во одсек за недозволена трговија и оружје. Тој што легитимирал, тој што е починат? Мислам дека тој бил на работа, да. Па добро, се бил на работа, не знам, прашањево не можам да го многу разберам. Вика вака, и сега да се оправат полицијата нема да речат дека е рација. Ама луѓе не е, мислам дека веќе многу битно дали е рација, дали што е или како е. Добра инсертација. И го ставил шанкерот сега да го јаде. И го ставил шанкерот сега да го јаде. Да, тоа е вистина. Шанкерот се води како газда на дискотеката и како сопственик, како управител на дискотеката. Шанкерот, тој Карадаковски што е. Тој точно се води. Ама видете, ако иземат предвид сите работи овие, на кој криминален начин тој цело време во дискотеката, ја држи дискотеката фактички на криминален начин, тука има цел град му е сведок дека тој е правиот газда, дека Карадаковски не е прав газда, иако се бориме против криминалот, па нека го сослушаат народот малку, а не... Ако одат вака они правно по документи, па треба да го ослободат они деко за 5 минути. Тој е невработен, никаде не фигурира. Ама ако го ослободат, ако планираат такво нешто, нека го донесат укочени, нека го пуштат. Еве, за почеток може јас да го пречекам, само нека ми кажат кај ќе го пуштат. Јас, ајде, се надевам и верувам дека нема тоа така да биде. Мислам дека ова некако некоја надеж влева дека дека е веќе трната работата да се апсат луѓево. Знаеш како? Мене ми влева некако надеж тоа што гледам дека и министер падна и градоначалници ќе паднат, мислам дека и не само ова, него многу дискотеки во Македонија се проверува. А што правеа до сега? Зошто не ги провериат? Чекавме да имат 59 жртви, да изгорат 59 живи луѓе за да провериме. Па сега фокусот е на дискотеките и на угостителските објекти. Другото се е запоставено, како што е запоставено, дамбетер е сега запоставено. Па ќе чекаме да се случи нешто во здравството плюс, па после здравството ќе го оправаме на тој начин. Не знам, не ја сваќам поентата тука, ама они почнаа сега. А што работеа до сега? Зошто не почнаа до сега они? Држи вода, така е. И првата изјава на премиерот беше дека многу ми е жал што ова мораше да се случи за да почне фактички да работи, да функционира системот. Он така каже. Што мораше да се случи? Мораше да загинат 59 деца за да почне да функционира системот. Уште колку треба да загинат за да почне да функционира системот? Во Кочани пожарникарите нема ни соодветна опрема. Значи луѓето излегле на терен со мајци, со не знам како што слушам од
останатите. Значи имаат пари за патни трошоци, за апанажи, за сега во деновите на жалост да се платат 400.000 евра за истражувачки компании за рейтингот да си го мерат, а немаат пари за болници, децата ги лечиме по странство, немаат пари за брза помош, да барем опрема квалитетна да ја купат, немаат пари во здравството за лекови за децата со ретки болести, немаат пари за ништо. Ама за нив кога ќе дојде ред за се имаат пари. Така е. Еве, вели за градоначалникот, таткото дома се знае. И 100 куќи да има, се знае. Тоа е татко на градот, мора да знае, вели. Поточно дека Кочани не е некој голем град, така да таму се мора се да се знае. Доколку не е така, тоа е срамота. Па во Кочани, ако не се знае у град од 30.000 жители, што ги нема 30.000 жители, пола се иселени, таму ако не се знае ништо, не знам, па тогаш во Скопје да не очекуваме тоа, ништо ептен дека не треба да се знае таму. Да. Се става сунѓери на акустика, ама тие треба да се заштитат, а не само да се залепат. А со тоа и атомска бомба. На сунѓерот искра се лепи и гори за секунда. Така ви еден коментар. Ама тоа било така, ти видиш од 2012 година. Да. Ништо не се случило, сега се случи, ама секогаш има прв пат, така да ова доколку се спречево, сигурно не мога да се случи. Доколку сите институции си работеле работата како што треба да си ја работат и доколку владеел законот, како што е пропишано се законски, таа дискотека немало никогаш ни да се отвори. Да не се лажеме тука, да не си правиме филмови едни на други. Ако ја збориме реалност, да збориме реалност. Ако треба да се лажеме, тоа е друго веќе. Многу е чудно како овој исти газда, велиш, менува многу фирми, а никој ни да се запраша зашто, ниту некаква инспекција да му пушти. Тоа е малце чудно, што мислам дека сега веќе полека ќе се откриваат работите. Нури вели, браќа, не кривите никого и да не... Ми избега коментарот. Само малце. Отиде Нури. Ништо лично, ама ги избега коментарот. Ај сподели го кај мене, пошто ми пишуваат да им пратам линка, не сум во можност, пошто телефон разговарам, не сум во можност. Не знае дека не е споделен, мисле дека автоматски, сега ќе го споделим и кај тебе. Одма ќе пуштиме линк. Секунда, луѓе мој. Сподели. Ја го споделувам, јас го споделувам. Да, готово. Може. Таман да те на еве. Океј. Благојчо, пријателе, стварно сега сме многу гледани. Доста луѓе не пратат и не следат заради тоа што претпоставувам темата е актуелна. Значи ти си цел живот со безбедност се занимаваш. Да, цел живот. Од 18 години скоро, мој сум во безбедносни структури. Во многу дискотеки видиш дека си работел низ Македонија, секаде ли е вака? Скоро секаде е вака. Не е само таа дискотека, скоро секаде е вака. Жална работа. Излегуваат институциите и велат дека само 12 дискотеки имале лиценца. И тие 12 дискотеки што имаат лиценца, и на тие прашање лиценцата дали е како што треба. Поради тоа што јас знам дискотеки што ги видов таму на листата дека имаат дискотека, немаат по 2 влеза. Едниот влез и излегува во дворот. Значи,
Исто како овде дискотеката што имаше 2 влеза за на хартија, а едниот влез не работел никогаш. Работите сите се ставаат на хартија, а во реалноста ги нема. Тоа не е само за било што е така. За било што, не знам на која тема на друга сакате да ви кажам. Еве на пример ќе земам за закон за инвалидни лица. Пошто ве 12 години сум веќе инвалид. Закон за инвалидни лица имате на хартија ставен прекрасно, што го нема во повеќе европски држави, не е ни потпишан. Кај нас е потпишан од 2011 година. Кај нас инвалидните лица немаат пристап ни во државна болница. Да не зборувам за друго место. Значи, кај нас функционира се на принцип на хартија и на принцип мито и корупција. Јас би додал, ова сега ти што го спомна, мајка ми беше болна од карцином. Се разболе од карцином и долго време изгубивме во лутање низ болниците за да откриеме што е. Долги месеци, може би година дена и нажалост се заврши така. Стана инвалид, инвалид стана и како што стана инвалид на онкологија ја носат 2 пати неделно со инвалидска количка и можам да кажам дека тогаш, значи кога човекот ќе го види проблемот, кога ќе биде внатре во него, ќе примети дека за инвалидска количка немаме патека. Не е ништо безбедно, дека имаме високи тротоари, дека таму не може ни инвалидска количка да се качи. Така да, поготово, еден пример ќе паметам и во банките. Не може инвалид да стигне до банка, има скали, например. Еден случај што ќе го памтам секогаш, сам се мачев со мајка ми да ја качам на многу високи скали, на едно 7 скали, додека десетина луѓе си пушат цигара на едно 2,5 метри од мене. Тоа е кај нас, за жал, човечкото, емпатијата, сочувството кон другите луѓе, кон сограѓаните, да си помагаат едни со други, тоа е заминато се. Луѓето премногу трчаат по пари, а јас викам дека Бог ги дал предметите да се користат, луѓето да се сакаат. А кај нас, ние дојдовме во ситуација луѓето да ги користиме, а предметите да ги сакаме. И тука ни е проблемот на нас колективно, во цело општество. Тука ни е проблемот, кај нас ни е проблемот, остај за ваму имам човек, остај за онаму имам човек, остај ова ќе го средиме, остај она ќе го средиме. И ние така се страдуваме и само се закопуваме. Ништо повеќе направиме. Тоа е, еве ти од прво лице, ти го имаш веќе тој проблем долги години. Како се снаоѓаш со количката? Дали можеби некој ти помага, освен тие дома, него сакам да кажам за надвор, дали гледаш некаква емпатија меѓу луѓето или не? Се случува да ти помогнат. Има сепак луѓе со душа. Се случува да ти приидат, кога ќе видат дека се мачиш сам на тротоар, да ти прииде да ти помогне, али за жал поретки се. Многу се ретки и тие луѓе за мене вредат цело богатство. Такви луѓе треба да ги чуваме, ама кај нас околината па се смее на такви луѓе. Еј, види го што прави. И тоа ни е. За жал имаме ние колективната самосвест ни е проблем. Ти вчера види имаш на Фрчковски на амбасадорот Синму како во канцеларија има прашок пред него, сега не знам субстанцата, не можам да ја кажам каква е, али се гледа дека тој го шмрка тоа у носот. Се претпоставува дека не е брашно. Претходно имаше Гордана Јанкуловска, па како го вадеше на Трајко Велјановски Синму, како е фатен на грчка граница со кокаин. Значи, ние го имаме тој неморален проблем од многу одамна. Не од ова од сега, не од
Тоа е тоа што го зборувам, дека сами си го направивме. Сами си го направивме. Ние слепо ги слушаме. Погледни што би прават кај нас во сите институции. Кај нас дефиниција, да не се навредат многу, секоја чест на исплучоци, али дефиниција за успешен човек е што поглуп да бидеш. Погледни што повеќе да слушаш, партиски послушник. Да, јас стаорци ги викам тие, партиски стаорци, и сега ти гледаш дека нешто не е во ред, ама од партија на тебе така ти кажале, за да твојот лидер на партијата или твојот надреден што ти е таму у партијата, не знам, ја не сум член на ниту една партија, твојот надреден за да не го навредиш, ти си способен да газиш по сите други, освен само за да бидеш добар пред твојот надреден. А зошто е тоа така? Затоа што човек што не си ги знае, што знае дека не вреди за некое работно место, а тоа место му е поклонето партиски на него, и тој мора да биде послушник. Пошто овој ќе му рече од утре, те бркам тебе од работа, ти овде не ме слушаш, не ми требаш. Извини, само една мала дигресија. Тука читам некои коментари. Лоренс Мануел, еве ќе го потенцирам, не знам, машко ли, женско ли, што ли е, како ли е, неважно, вели, чита ги коментарите погоре. Јас одма идам да видам што се работи и има од истата таа личност има некој коментар, вели, кој се смее да го стигне на најмилото, да не мислиш на мене. А на што се смееме, не знам. Ја да запрашам вака заради тоа што така некако ми оди муабетот, ја не се смеев, ние не се смеевме двајцата. Ако виде на моето лице некој си израз, тоа е само кога го правиме овој разговор, кога Благојчо збори и кога ја можеби ти си видела кај мене или видам, не знам што си, иронија или во некој миг цинизам. Тоа се нормални работи при ние говориме за системот, колку не тру, колку не ни функционира. Не може човек на такво нешто да не се насмее. Ако мислеше ти на мене, еве повторно ќе прашам, ајде еве напиши коментар да видиме дали на кого мислеше, заради тоа што не го разбирам коментарот. Добро, не мора на секој да му читаш коментари, вака ќе, ако почнат на сите коментарите да ги читаме, нема ништо да направиме. Има луѓе што намерно се ќе пишат коментари за било што. 266 коментари, како можем ја да земам сега, дали да правам мојот со човекот, дали на вас тука, мислам, да земам да ги читам 266 коментари, нема крај ова. Добро, трајте да продолжиме понатаму. Така е. Се согласувам. Извини, малку емоционално го разбрав ова. Да, сваќам и јас така, ама сега не можеш, има некој па намерно ќе ти, знаеш, 100 работи да направиш исправни, 101-та минимално негде да погрешиш, сите ќе ти се фатат за грешката, никој нема да ти каже дека тие 100 работи си ги направил добро. Татко ми беше 2 години у количка и у паланка 90% кај што треба, нема рампи за лица со инвалидитет. Така е, душо, јас тоа го кажам, не паланка, него и Скопје, за другите градови не знам, у Скопје е исто така. Значи, за жал, и апелираме, доста луѓе не гледат, апелираме дека, и знам дека уште толку ќе не гледат, апелираме нешто во овој контекст да се промени. Иначе вака не гледа некој иднина светла, првенствено треба да се погрижиме за лицата со инвалидитет. Ама едно општество вреди онолку колку што покажува емпатија и грижа прво за најнемокните во него. А најнемокните во него се луѓето со инвалидитет, луѓето со попреченост. Да не испадне сега дека јас се жалам, некој сакам да ми се смилува, далеку од тоа. Јас не се гледам како инвалид. Пошто има многу потешки судбини од мојата, да не ви дава Господ на никој да видите какви се судбини има, пошто јас сум бил у завод за рехабилитација
долго време и тогаш сум пред Господ сум рекол јас не се чувствувам за инвалид. Има луѓе што, верувајте, буквално се зависни да мора да има човек до нив, да не можат една чаша вода да се земат, да не можат до веце да отидат. Има страшни судбини, не му ги посакувам на никој, на душман не му ги посакувам. Државата кога не се грижи за тие луѓе, вие очекувате за... Значи, државата кога во Македонија се фатија на онкологија, како прават криминал, како наплатуваат терапија за луѓето болни од рак, а уствари тие терапијата ја продавале во Косово, а нашите луѓе тука болните ги боцкале со физиолошки раствор. И тоа го кажаа и на телевизија, за тоа и се протестираше, и тоа си остана така скриено под тепих. Тоа е, значи, мајка ми е една од тие што истава вода, или шеќерна водичка, или како ли, така е, физиолошки раствор. Во инфузијата место хемотерапија. Ама мене ми е многу жал, кога беше жива, она велеше, не ме носи, џабе остај ме дома да си умрам, дори тоа што вие ми ставаат вода, не ми даваат хемотерапија. Ја не и верував. И не можев да си поверувам сам дека е тоа. И на крај, ево, откако она умре, се утврди дека тоа било вистина, од каде знава, не знам. И точно ова што го кажа, еве, јас сум еден од тие примери, кои они, знаеш како, не ти барат јавно мито. Они тоа се покрај некој човек, ќе ти прати абе, вака, така, абе, мито да се барало во 5 скен. А еве, за 5 мито бараше тој од аптеката, па за на крај тој го осудија условно. Мислам, и така беше. Жената почина што го пријави, оваа на онкологија што си призна вина и таа си доби условно. Ама што доби директорот? Нино Васев. Па тој не знам ни дали опфатен со истрагата. Тој го викна во полиција и беше, не знам колку таму, не знам, едно време се неколку дена беше човекот. Го пуштија. Тоа што зборуваме, значи највиновните луѓе, тие што имаат најголема одговорност, што треба највеќе да бидат одговорни, тие си земани од одговорност. Секој пат ќе најдат некој, ако треба веќе јавноста, ако притиска некој да одговара, и најверојатно чистачот ќе го најдат таму крив, па чистачот ќе ги сноси одговорностите за сите. Тоа е проблем. И не знам, овој народ си кјути цело време, си кјути и се чудиме зошто е вака. Затоа е така, затоа што ние кјутиме, затоа што јас сум организирал протести кога си ја качија пратениците сложно платата сите за 78%, кога тие претходно взимаа по 1000 евра плата, а народот работеше за 300 евра плата. Они си ја покачија платата за 78%, што значи некаде за 680 евра. Што на народот му треба 2 месеци да работи, 2,5 месеци да работи, за да го достигне покачувањето на парламентарецот. И организирав протест со слепо лице и со лице во количка, спиев пред влада во шатори. На нас од парламентарците никој од влада, никој не излезе да рече што барате ви овде да спиете. 4 ноќи и 5 дена бевме присутни таму. На протест излегоа 500 луѓе. Вака подршка на Facebook јунаци, сите ни даваа подршка. Кога требаше да се излезе на протестот, не дојде никој. Мислам, дојдоа 500-600 луѓе дојдоа. Сега со 500-600 луѓе не можеш да струшиш систем на корупција и на кражба што го граделе изминатите 30 години. Кај нас политичарите погледни кога се работи на сега за протестите стрикно, студентите тргнаа да протестираат, одма и си уфрлаат на нив луѓе за да можат да го растурат протестот, за да
можат да ги поделат луѓето, за да можат да ги раскараат меѓу себе. Зошто? За да продолжат тие да си владеат. И за жал таа приказна и успева на нив во изминатите 30 години. Така функционира. Еве, само на кусо би додал Лоренс Мануел Трајче, друже мој, прво додека одговараш на моите прашања, размисли што сум пишела и кога, у кое време. Абе, луѓе, сега ви кажував дека 266 коментари питам моментално. Ја не може да размислам кога сте го пишале вие тој коментар. Јас само го прочитав така како што сте го пишале. И нема потреба да дожиме на таа тема, ворете, ете, добро, не си мислела за мене, ворете, окей, ја не знам повеќе како да објаснам. Околу онкологија. Повикав, значи, кога беше мајка ми жива, се јави во телевизија Алфа. И таму кажа што и се случило еден ден кога требаше да прима хемотерапија. Како техничарот, за тој главен лек, вика, за кој што ја доаѓам, по бојата го познава лекот, значи бојата на лекот е друга, не е бела. Он вика, заради негова вина, зима, заради тоа што инфузијата примила воздух и целиот лек ни го испушти на земја, вика. Целиот лек го испушти на земја. И она тоа го кажа во телевизија Алфа. Подоцна, кога јас ја носев на хемотерапија, директорот рекол, кога ќе дојде, сака со незе да разговара. Кога јас ја однесов да разговара со него на вторика тамо, ме замоли, те молам, ако може вие, на само јас со вашата мајка, вака така. И вршил тортури на мајка ми, зашто она се јавила во телевизија, зашто зборела не требало така и така натака. Ето истиот Нино Васев, што спаси жива глава. Не знам како спаси. Се знае, замисли, партиски послушници спасуваат глава, поради тоа што ако него го осудат, па тој ќе каже за криминалите што некој му рекол да ги направи, пошто тоа е со, да не се лажеме, тука е, тоа се не може директорот сам да го прави. Тоа е цела структура вмешана. За да можеш ти лековите од онкологија да ги продаваш у Косово, тоа не може директорот сам да си, да рече, ја од денес така ги си правам. Тоа е структура, криминална структура. Тоа е злосторничко здружување против народот. Да. Извини, додека јас и ти правиме, може тука ми коментираат како осеќава ветрајче хемотерапија не е вода, после незина прима има ефект. Да, ако примиш ти вистинска хемотерапија, нормално дека ќе има ефект. Ако примаш вода, нема да има ефект. Тоа е тоа, нема што. Нема што. Благојчо, многу ти благодарам, драг пријателе, на искрениот разговор. Со тебе сегаш ми е задоволство да разговарам на разноразни теми. Ќе го сториме тоа повторно кога ќе бидеме во можност. Двајцата нормално имаме многу гледаност и има и убав ден. Поздрав, Трајче, се гледаме. Се гледаме. Ох, со нас и помеѓу нас. Така е, да си жив и здрав.